Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме паста со тиква и колбаси. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба половина тиква со средна големина, 6 колбаси, 80 грама паста, 125 грама путер, една рака листови жалфија, сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано ростер, касерола и тава за пржење. Земете ја горната половина од тиквата, делот без семки, и извадете ја кората. Потоа исечкајте ја на коцки со еднаква големина. Испржете ги колбасите во малку масло за да ослободат дел од маснотиите и да добијат рамномерна боја. Оставете ги малку да се изладат, а потоа исечкајте ги на парчиња со еднаква големина со нож со назабено сечило. Ставете ги коцките тиква и колбаси во тава. Прелите ги со малку маснотија од колбасите и печете ги заедно во рерна 25 минути на температура од 160 степени. Ставете ја пастата да се вари во солена зовриена вода. Овде користиме паста во форма на школки кои подоцна ќе ги впијат другите состојки. Ситно исечкајте неколку листа жалфија. Во меѓувреме ќе го направиме потемнетиот путер. Ставете 125 грама путер во голема делимано тава за пржење, стопете го и оставете го убаво да се загрее. Сакаме тој да добие костенесто кафена боја. По неколку минути ставете ги листовите жалфија и удржувајте ја температурата додека сосот од путер да почне да добива боја. Исклучете го огнот, ставете ја варената паста во тавата и измешајте ја со сосот. Извадете ги тиквата и колбасите од рерна и измешајте ги со стојките заедно. Сервирајте неколку полни лажици начинија. Украсете го јадењето со листови жалфија или рендан пармезан. Ова е одличен рецепт за есенскиот период. Сосот од потемнет путер и жалфија можете да го користите со секаков вид паста или њоки. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!